Трајно се издавале деривати од нафтените резерви со одлуки од влада по прогласена кризна состојба, со што се нарушила состојбата со задолжителните резерви што државата треба да ги поседува во секое време. Ова е една од клучните забелешки на Државниот завод за ревизија во извештајот за работата на Агенцијата за задолжителни нафтени резерви во 2024 година. ДЗР утврди дека повеќе од 7 години не биле вратени 600 тони мазут, што од задолжителните резерви биле позајмени за непречено функционирање на армијата, иако врската била да се вратат до крајот на 2017-та. Станува збор за мазут во вкупна вредност од 272.000 евра. Освен тоа, со одлука на влада во декември 2024 годината во која Европа се соочи со сериозна енергетска криза, за производство на струја на ЕСМ се отстапени скоро 11.000 тони мазут, што представува половина од вкупните количини таа година. Иако законот дозволува користење на резервите во енергетска кризна состојба, сепак тоа се врши со издавање краткорочни позајмици, додека во случајов тие се отстапени без надомест. Згора на тоа во 2025 година на истиот начин се подигнати уште 2500 тони мазут. Истакнуваме дека иако издадените количини се во рамки на законските утврдени количини, нивното намалување за 75% во рок од скоро една година придонело резервите на нафта и нафтени деривати, кои пред нивно издавање овозможувале покриеност од 52 дена, да се намалат и да обезбедат 42-дневна покриеност. Инаку законските регулативи ја обврзуваат државата во секое време да има обезбедени резерви на нафта и нафтени деривати во количини што одговараат на 90 дена од просечниот нето увоз или на 61 ден од просечната дневна домашна потрошувачка.